Гостин во вестите е Страшко Олумчев, кој минатиот месец е избран за председател на Семакедонскиот национален совет Македонија. Господине Олумчев, како ќе работи овој совет, кои се членовите на овој совет и што се сака да се постигне? Семакедонскиот национален совет е формиран со цел после сите овие акутни случаи на македонската политичка сцена и се она што се правеше последните 25 години во Македонија, значи да ги обедини сите македонски политички и секакви други организации, партии, издруженија во едно и да се стави крај на распродажбата на македонските национални интереси. Значи имаме една ситуација каде што 25 години Македонија буквално тргува, преговара, се пазари за собствените национални символи, за собствениот идентитет од страна на македонските политичари и сметаме дека дојдено е време да се стави крај на сето тоа. Значи не може да се дозволи преговарање со името. Или нешто што го направи, да кажеме, првиот председател на Независна Македонија Керо Гликоров, кој што буквално преку ноќ со една одлука во собранието го променија сонцето од Кутлеш, кој што беше државно знаме, национален символ, кој што го имаме како род со векови. Од тие причини ние излеговме со проглас од 18 точки, во кој што како прва точка е ставена, значи прекин на преговорите за името. Апсолутен прекин и барање, поднесување барање во Обединетите нации да ги испочитуваат, значи, повелбите кои што самите се изгласани таму и да бидеме во светски рамки и правно и административно заведени онака како што се викаме со векови, значи како Македонија и како македонци, а не како некоја бивша Југословенска република или така натаму. Тие причини земано низ годините гледано, се она што се случуваше буквално води кон разградување на државата, на се она што е створено од самиот почеток и недозволиво е една групација на луѓе кои што ги има запоседнато политичките партии во Македонија, интерно во позадина да се пазари меѓу себе, од друга страна да преговара со меѓународниот фактор за работи за кои што не сметни да помислат да преговарат и од трета страна да терат некоја, да кажеме, би рекол, финансиска економска политика со која што народот го држат на стенд-бај, го држат во сиромаштија, за да можат полесно да го контролират. Значи, буквално Македонија е ставена во позиција, денеска секој еден што ќе дојде од страна, било представник на Европската унија, на американската администрација или, да кажеме, и друзи, да им се наметнуваат на нашите политичари со некакви си решенија од позиција на исполнување на услови, критериуми за влез во Европската унија. И ти вели првиот услов, промени го името. Значи, работи кои што не држат, работи кои што се буквално кажано нонсенс. И од тие причини дури и сметаме дека тој граѓански концепт кој што беше вметнат во Уставот на Република Македонија е вметнат со таа цел за да го потисне националниот концепт на Уставот на Република Македонија кој што беше изгласан 1991 година. И имаме денес една ситуација после се она што се случуваше, значи со рамковната капитулација, истите тие политичари потпишуваат, значи со оние кои што ја нападнаа државата, со агресори, со луѓе кои што под превезот на граѓански права буквално пука во македонската полиција, во македонската војска и сега рамковниот договор беше почетна основа
за промени во уставот во таа насока. Како испомош му дојде ова што сега се случува со Пржино 1 и 2 како анекс на истиот тој договор, и денес имаме една ситуација трагикомична. Значи 100 пратеници македонци наспроти 20 пратеници, да кажеме, од албанското малцинство, и дозволуваат да бидат оценети со некоја си платформа таму донесена во Тирана под покровителство на Еди Рама, за да денес имаме ситуација да таа платформа се шири, масовно се промовира, а ти вели во првата точка, значи постигнување консензус и разговори за националниот идентитет, државното знаме, носење на грб и така натаму. Јас се прашувам до каде мислат да одат овие кои што преговараат со тој корпус од малцинството, кој што мислам дека веќе претераа со собствените барања и мислам дека во позадина се крие нешто сосема друго, поголема игра. Како гледате на политичката криза во Македонија по предвремените парламентарни избори и кои се вашите ставови? Знаете што? Јас на 2 дена пред изборите, во декември месец 2016, излегов со еден став дека изборите треба да се бойкотират. После игрите кои што беа правени со избирачките списоци, јасно стана дека избори не може да се спроведат и да бидат регуларни доколку не се спроведе попис. И тука е целата поента. Значи, апсолутно гледано, и ВМРО ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз, па и партиите на малцинството се контра попис. Нели е тоа симптоматично? Што е причината? Значи, имавме уште 90-тите години од страна на Киро Глигоров, Бранко Црвенковски и Љубомир Данилов Фрчковски, бланко издавање на македонски државјанства на албанци од Косово. Бројка која што циркулира во јавноста некаде 180-200 илјади, и денес имаме една ситуација, значи на секој изборен циклус во Македонија да ни влегуваат од Косово, да кажеме 90 до 100 илјади албанци, да гласаат овде и буквално со тоа да го диригираат политичкиот живот во Македонија. Кој ќе составува влада, кој ќе биде на власт и така натаму. Значи, работи кои што мора едноставно да бидат пресечени од корен. Значи, сметате дека треба да има попис нов и Апсолутно, како би се спровело тоа? Апсолутно. Па, видите вака, Груевски имаше започнато процес на спроведување на попис кој што после 3 дена или 4 беше прекинат. И сега никој не се запраша во Македонија што е причината зашто тој попис е прекинат. Бројката на албанците во Македонија е фингирана. За да успее рамковниот договор и сите оние точки кои што се вметнати внатре, беше кажано дека во Македонија има, да кажеме, 23 или 23,7% албанци. Не е точно. Доколку се спроведе регуларен попис, 16,8 до 17,3% албанци ќе излезат во Македонија. Регуларни. Значи, по проценки на светски стручњаци за такви работи. И сега имаме една ситуација, ние, каде што се случуваат, внимавајте, значи, тоа се случува и од локален аспект, значи и во работењето на локалните самоуправи. Значи, имаме проблем. Некој денес е градоначалник на Тетово. Прашањето како има стигнато до таму. Значи, таа двојазичност што ја бараат, не може они да ја барат адхок, како им текнало, и се нешто да барат, и се нешто фали, и се нешто им е потребно. Значи, имаме една ситуација каде што македонскиот народ во сопствената држава е ставен во позиција на заложник, на барања, на некои кои што се, да кажеме, дојдени од страна во Македонија, и кои што денес со некој си процент таму, символичен, буквално ја диригираат политиката во државата. Вмешани се во секоја една ситуација каде што треба да се формира и локална власт, и влада, и така натаму.
А од друга страна, одбиваат од 90 година, јас колку што памтам, значи они немаат учествувано на ниту еден попис. Што има проблемот? Како може да не сака да учествува на попис, а сака да спроведува власт и така натаму? Меѓутоа, проблемот, како што кажав, ево господата кои што ги спомнав, они му издаваа гратис државјанства и со тоа буквално ја сменија демографската слика во Македонија. Знаете што значи на 2 милиони народ 200.000 државјанства, 10%. И сега тие 10% некои можеби со тек на време се населени во Македонија, ама грото останаа на Косово. И сега тој да иди да ми гласа тука во Македонија, он да ми кажува јас како да ја уредувам државата и сопствениот живот, дома да ми кажува како треба да живеам. Мислам, тие работи треба да се пресечат на старт. Какви се ставовите на Советот, како би се решила оваа политичка состојба и сите граѓани и сите страни да бидат задоволни? Знаете што? Од оваа политичка состојба има излез, има решение. Ама за да се дојде до тоа решение, прво треба Груевски и Заев да се поднесат оставка. Значи, апсолутно со собственото поднесување од предизборниот циклус па до денес, секој од своите побуди, буквално човек да не може да се изначуди, да доаѓаат овде во Мала Речица кај Али Ахмети и да го молат да им биде коалиционер за да состават власт. Дајте ве молам. Ако им е толку способноста, веднаш нека станат, нека си напуштат од председателските позиции во партиите. Веројатно има таму попаметни луѓе кои што ќе се однесуваат малце поинаку. Значи, државниот, националниот интерес е на прво место. Не може приоритет да бидат интересите на некој си Зоран Заев и некој си Никола Груевски и нивните афинитети. Значи, излез постои, меѓутоа за да се средат работите, треба да се оди систематски едно по едно. Пописот на прво место. Сега, кои се вашите ставови околу преговорите со Грција, нели околу проблемот кој што тие го имаат со Македонија? Преговорите со Грција се вештачки наметнат проблем. Значи, можеби и треба да се запрашаме дали навистина грците се тие кои што го продуцираат проблемот, или проблемот го продуцираат некои повисоки и поголеми инстанции кои што грците ги користат како инструмент, исто како што се користени и албанците, како инструмент, значи, за продуцирање дестабилизација и кризи во Македонија. Проблемот засегнува малце подлабоко во други работи кои што, да кажеме, задират и на нас како народ. Затоа што постои агенда за ништење на македонскиот народ, македонската нација, на македонското име. Македонската историја е фалсификувана со векови. Македонскиот народ е библиски народ. 20 пати во оригиналната верзија на Библијата е спомната Македонија. Неслучајно апостол Павле е дојден во Македонија. И ние покрај сите и после 2000 години робство, од секакви и од секаде надојдени, ние с ден денеска се уште обстануваме и се уште фигурираме на светската карта на народи. Македонскиот јазик е еден од најстарите 10 јазици кои денес се уште активно се говорат, зборуват и пишуваат во светот. Доволно кажува тоа само по себе. Секој еден што чепка на македонскиот идентитет, значи чепка на нешто што е буквално кажано обстанато низ вековите. Ако мислат дека овие што се денес актуелните политичари, само заради тоа што имат подпишано некој документ 91 година со Европската Унија, значи владата на Република Македонија 91 година има подпишано договор со Европската Унија, со Брисел, за прифаќање на сите услови, критериуми и се што се наметнува од Брисел за демек Македонија да биде кооптирана во Европската Унија со законската регулатива и како уредување, како систем, како држава. И тука е основниот проблем. Значи, апсолутно прифаќа се што ќе му биде оттаму донесено и понудено и ставено на маса. Доколку одбијат, овие господава од север, веднаш се ставани во погон и ги користат како инструмент за продуцирање дестабилизација. Пример, земете го случајот во Куманово пред година и пол.
Така, сега да се префрлиме малку на прашања од економски карактер. Океј. Дали има идеи овој совет како диаспората би инвестирала во Македонија? Зборувано многу пати и гледано од сите аспекти, во светот постојат македонци бизнисмени со собствени бизниси. Некои се и, да кажеме, звучни имиња во светот. Еве, според листата на Forbes, Мајк Илич, кој што почина некни, беше прикажен со 6 милиарди долари богатство. Значи, тоа не се случајни работи. И се кажете би вие мене, имаме една ситуација 25-26 години, овие актуелните наши политичари во името на Македонија, внимавајте, одат таму во посети, му организираат средби, секакви фестивали, му кажуваат приказни дека инвестициите во Македонија се работа која што треба да им биде приоритет и така натаму. Меѓутоа, тоа завршува истиот момент кога нашите политичари завршуваат со посетите таму и кога се враќаат овде, приказата е друга. Значи, тие луѓе што се успешни таму, не може да бидат неуспешни тука. Треба да се постави прашањето дали некој приликом нивното доаѓање овде ги уценува, ги рекетира, му бара тоа што не треба да му бара, што не е нивно и така натаму. Значи, вчера имав еден разговор, малце вака посимптоматичен, и се соочуваме со едно мислење овде, кое што е форсирано од страна на актуелните политичари, од типот, значи, македонците во странство, или како што милуваат да кажат диаспората, македонската диаспора, нема што да се меша во внатрешните работи на Македонија. Имам едно прашање, јавно да ги прашам сега, и Груевски, и Заев, и нивните гласоговорници. Ако македонците од странство, нашиот народ, нашата крв, нашиот род, нема право да се меша во работите, во внатрешните работи на Македонија, а внимавајте, од овде потекнуваат, имаат роднини, пријатели, куќи, огништа и така натаму, тогаш со кое право истите тие двајца, тројца или колку се, дозволуваат странци кои што немат никакво македонско потекло да се мешаат во внатрешните работи на Македонија и да му кажуваат што треба они да прават. Последно се замеша портпаролката на Европската Унија. Го изнесе ставот на Европската комисија, тоа беше вчера, Коцијанчич, дека Македонија требало како држава да го направи ова или она, да ја прифати албанската агенда, мислам платформа од Тирана и така натаму. Мислам работи дубиозни, трагични за државата. Тоа се истите тие луѓе кои што на секои избори ветуваат се и се што пред народот. И жал ми е што тој тип, би рекол, на индоктринирање на широките народни маси упорно поминува се уште со носење на некои си аналитичари од Србија, па со домашни би рекол квази аналитичари кои што користат некои си термини и фрази кои што ги наметнуваат пред народот со цел разединување на народот. Значи, впуштање во нешто што го носи народот во судирање, во кавги. Ова што се случува во Македонија не може да се види во друга држава. Значи, вакво конфронтирање, да го шеташ ти народот по улица, шарени, протестирам, па гдом, па не знам какви. Каде се сега тие шарените? Каде се тие протестирам или не знам кои се? Да излезат на улица и да протестират против овие двајцата кои што прифаќаат услови кои што се наметнати од Тирана. Зашто сега не излегуваат? Каде е гдом? Значи, пласирани партиски агенди, стриктно за носење на состојби кои што модат во прилог единствено на партиските раководства, на партиските челници, не на народот. Но ти внимавајте една работа. 25 години упорно се форсираше еден систем кој што дури финансиските текови ќе ги носи од народот према една помала групација на луѓе. И дојдовме во ситуација да имаме тешки милиардери во Македонија со народни пари,
а народот да нема пари утре леп да се купи. Изгора на тоа, му донесува закон за извршители, под изговор дека Стопанска комора поднела барање до владата со кое што се има потреба за изготвување на закон за извршители за должничко-доверителски односи, од имале проблеми во наплатата и ти реков ми рече некои приказни, за да истиот тој закон експресно помине, со што беше укината третата независна власт во државата, судската власт, значи на народот му е одземено правото да се брани на суд. Имате еден куп извршители, директно влегуваат во сметките и му земат парите на народот. Криминални активности од страна на државата. Ништо повеќе. Нема законска рамка. Господине Олумчев, ви благодариме на гостувањето во вестите. Ви благодарам и јас.